...1992 година, Република Македонија ја дочекува во контроверзна ситуација. Од една страна со прогласена самостојност, од друга со се уште тесни врски со федеративните органи на Југославија. Сепак, годината почна со меѓуетнички тензии. 92 сигурно е дека јануари и февруари беа крајно драматични настани, во кои Македонија можеше и да се распадне и да биде плен на туги апетити, аспирации и слично претензии. Уште тога се појавија практично проблемите на меѓунационален план и беа индицирани следните проблеми кои што ќе ја следат Македонија, можеби 10-15, можеби сите овие 20 години од кога е Македонија самостојна. Апровимите Конституција се Република со Македонија на këtë shtet, e cila përpiqej që të ndërtoj një shtet kombëtar Maqedonas, proceset shkuan në një drejtim krejtësisht tjetër. Konkretisht, faktori politik shqiptar organizoi referendumin e veçantë për të deklaruar popullatën shqiptare. Ky ishte referendumi për autonominë politike territoriale në territorin e Maqedonisë. Do ta theksoj edhe një herë në territorin e Maqedonisë sepse faktori politik shqiptar ishte koshient se nuk mund ta thente principin ndërkombëtar pas mos ndryshimin e kufive dhe kjo është shumë e rëndësishme. Се бараше Македонија да има председател и заменик председател или подпредседател, со тоа што задолжително да биде македонец и албанец. Јазиците се бараше комплетна службеност, не слобода на употреба, што не е никогаш спорно во концепција на демократија, туку целосна службеност во рамките на Република Македонија, значи во сите институции на цела територија на македонскиот и албанскиот јазик. Дојдов јас овде некоја гласање има, јас не разбирам о тоа. Не знаете какво гласање? Не, валај не знам. Само така гласа. Така ми како. Некои како во Охрид гласа и со повеќе ливчиња. Мене за жена ми, за син ми и за ќерка ми. И од мајка ми и од мене. Што има таа да дојде овде да се малтретира? Како изразите своето мислење во Нивле? Па не, па и во Нивле и жена ми надвор, нема што тоа. Гужба да се прави овде како? Исто така се предвидуваше да има собор на граѓаните и собор на народите или нациите во Република Македонија, што значи дека се изведуваше една комплетна дуалистичка структура на државата. Инаку до 13 часот кога органите за безбедност со мирна акција ги затворија двете гласачки места, во Охрид гласале 800 албанци, а според некои сознанија организаторите стокмиле 8000 гласачки ливчиња, што зборува за намерата целта да се оствари по секоја цена. Се водеше долги расправи околу таа автономија. Реалноста на автономијата е еднина, рече подпредседателот на Собранието на Македонија Джеладин Мурати, сега е прашање тоа да се води по мирен пат. Абдураман Алети својата исто така пишана дискусија ја најави како одбранашка. Репресивните мерги раѓаат репресија, па тој, како што рече, свесно се определил за национализам. Затоа ова што сега се случува, рече Абдураман Алети, буквално е сакавте, гледајте зашто вие тоа го баравте. Собранието оценува дека одлуката за референдумот е неуставна, незаконска и нелегитимна и дека не предизвикува никакви правни действија.
Јас се засапував идејата за функционална некаква федерализација, со децентрализација, со пренесување и со учество на албанците во органите на државата, не само формално физичко учество, туку учество креативно, кое што значи и носење на одговорност за судбината, за иднината на државата. На меѓународен план, Македонија и натаму се соочува со проблемот на признавањето на незината независност поради грчката блокада. Решение на еден проблем отвара нови проблеми. Ние станавме независна држава, ни се отворија проблеми со соседот. Република Македонија уште на почетокот беше оспорувана. Прво, незиното постоење беше дефинирано како опасност за мирот на Балканот од страна на Србија под власта на Милошевиќ, од кога веќе се издвоивме, и од страна на Грција, кој што директно отиде офанзивно против постоењето на Република Македонија. Во меѓувреме, безуспешно продолжи со работа конференцијата за спречување на конфликтот во бивша Југославија под председателство на лордот Карингтон. Ред на денешната пленарна седница на Мировната конференција за Југославија, што се одржа под председателство на лорд Карингтон, беа 3 точки. Актуелните состојби во Босна и Херцеговина и Република Македонија спроти Министерскиот совет на Европската заедница закажан за 6 април, сукцесијата на Југославија и предлогот на текстот на декларацијата за укинување на економските блокади и бариери меѓу државите на некогашна Југославија. Пред да донесе одлука Бадантеровата комисија, долета во Скопје Карингтон со своите соработници, нели? И разговаравме кај председател Глигоров. Тој ни рече дека можеби нема да добиеме позитивно мислење од страна на арбитражната комисија доколку не појасниме член од нашиот устав. Ние викавме дека води сметка, како матична држава, води сметка за делови од македонскиот народ што живеат во соседните земји. Сега викаме дека во рамките на меѓународните документи со кои тоа уредено и без претензии да се меша во внатрешните работи на тие земји. Покрај тоа превземена обврска да не ја употребуваме звездата, оној знак од Вергина, владата да го невозможи да се употребува во државните институции, а да ги обесхрабрува приватните лица, ако го употребува тој. Бадентер ни ги опиша овие работи какви се. И затоа ги предложи тие 2 амандмана и ние на 6 јануари 1992 година ги усвоивме. Со прогласувањето на амандманите на Уставот на Република Македонија сосема јасно, без дилеми и сомневања, уставно-правно ги потврдивме определбите на Републикава за добрососедски односи и немање територијални претензии спрема соседните држави. По промената на Уставот на Република Македонија, Бадентеровата комисија донесе заклучок дека Македонија, покрај Словенија, ги исполнува меѓународните услови за признавање. Извештајот на арбитражната комисија според кој се препорачува меѓународно признавање на Македонија има извънредно значење за македонската држава и за граѓаните на Република Македонија од сите националности. Ова одлука е и акт на историска правда за која со векови се борел нашиот народ. Но и покрај тоа, меѓународната заедница не го испочитува ставот на својата комисија. Со секое председателство на Европска Унија ние соработувавме во решавање на проблемот со името, бидејќи тоа беше наметнато од Европската заедница, заради фактот што нивна членка блокираш. А тие искрено, повеќето држави, сакаат да ни помогнат. Меѓутоа, Португалија се покажа дека тоа е една слаба дипломатија, која пред се е заинтересирана за собствената држава нешто да чари и си соработува со тој другиот кој е отприлике во ист ранг. Така што, за време на португалското председателство, грците успеа да протуркаат се што сакаа, како ни сирење све минуваш. Ја добија на крај Лисабонската декларација, според која
ќе не признаат земите членки на Европската заедница, под услов зборот Македонија да не постои во нашето име. Вчера 12-мината донесоа политичка одлука за признавање за сега само на Хрватска и Словенија. Одбивањето на Европската унија, односно Комисијата за бивша Југославија да бидеме признаени, нас многу не изненади. И тоа во смисла што немавме алтернативна политика, што пак ако не признаат. Особено пак алтернативна политика, стратегија за подолг период. Нашиот сосед Грција не доживува како закана по нивната национална безбедност. Тие, например, не беа сигурни во тој собствен идентитет од другата страна. Нов македонски грчки идентитет кој го имаа создавано претходниве години. Тие прво се плашеа од нас и она што се има случено во блиската историја. Во борбата за власт излезе сега ово попрофитабилно во Грција отколку конфронтација со Турција. Таму има до кај додат, од друга страна тоа е многу голема Турција, премногу не можат да идат, а и друго во НАТО се. Постојат сигнали, јасни сигнали дека прашањето на признавањето на Македонија може да тргне посилно сега во пресрет на Единбург, а потоа и на седницата на Советот на безбедност која ќе се одржи по Единбург. Велика Британија, која председаваше со Европската заедница во втората половина на 1992 година, го именува својот дипломат Робин О'Нил да помогне во надминувањето на грчките обструкции кон Македонија. Како што подоцна беше потврдено на самитот во Единбург, британскиот предлог за новото македонско име беше Република Македонија Скопје. Во Единбург денеска започна самитот на европските 12-мина, кој според многумина посматрачи е третиран како судбоносен за Европа. Најнапред беше речено дека за Македонија ќе стане збор во текот на вечерва или можеби утре. Потоа беше речено не утре, туку вечерва. Во ова безредие на информации се најдовме и во прес-центарот на грчката делегација, каде што министерот Папа Константину најнапред кажа дека за време на ручекот се разговарало за Македонија и затоа тој задоснил, но ние претпоставуваме дека неговото доснење е врзано со присуството на поголем број македонски новинари, од кои е очигледно дека грците стрепат. Грците бегаа од нас како ѓавол од темја. Тие не сакаат да се видат со нас. Јас се сеќам на Лондонската конференција 1992 година со председател Глигоров, седиме грците присуствуваа. Тогаш и на излегување му реков на председател, дај да ги застанеме на вратата и да го дочекаме грчкиот министер за надворешни работи. Практично го држиме за рака и му викаме, луд човече, дајте нешто да бараме како решение за овој проблем. Тој вели, подоцна, на пониско ниво може би, чекајте, немојте. Всушност се плашеа од новинарите нивни, па да не излезат во весници. Во пораката од премиерот Мицотакис до председателот Глигоров, меѓу другото се вели дека доколку се прифатат одлуките на Европската заедница, посебно името на Републиката без зборот Македонија, Грција, која е многу заинтересирана за стабилноста во регионот, ќе ја признае незината независност, тесно ќе сработува со неа и ќе ја поддржува во рамките на заедницата и на билатерално ниво, како од гледиште на безбедноста, така и од економски аспект. На овој пример и Европската заедница и Грција како наш прв сосед, по моје длабоко мислење, полагаат испит дали го почитуваат правото на еден мал народ да биде самостоен, да има собствена држава и да живее во мир со сите соседи. Macedonia is a region of Greece, is a Greek territory. So everybody that says that this territory must be independent, immediately he is committed the crime of treason. A group of student protesters, members of the movement Anti-War and Anti-Chauvinism, have been given jail sentences for criticizing the government line. Ήμασταν στην πλατεία της Ομόνοιας, στο κεντρικό σημείο, στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας, που περνάει πάρα πολλοί κόσμος και μοιράζαμε αυτή την προκήρυξη της αντιπολεμικής αντιεθνικιστικής εισπύρωσης με τίτλο «Οι γειτονικοί λαοί δεν είναι εχθροί μας, όχι στον εθνικισμό και στον πόλεμο».
Και βασικά πολιτική μας, για να το μαζεύω όλο αυτό το πράγμα, η ουσία βρίσκεται ότι εμείς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του μακεδονικού κρατηδίου να ονομάζεται όπως αυτό νομίζει, όπως έχουν μέσα στους αιώνες ονομάζουν σε αυτούς τους, έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και άρα έχουν το δικαίωμα να ονομάζουν σε αυτούς όπως αυτοί νομίζουν. I say that they are serving Skopjean goals. Because what it was written express the policy of Skopjeans. And 100% is against Greece. Ти се определуваш да бидеш член на НАТО и на Европската унија, да соработуваш со нив, а знаеш, свесен си дека може да те блокира една држава членка и не се откажуваш од тоа. И не се откажувавме од тоа. Thank you very much indeed. Thank you, Senator. We had a long discussion with the President as to the time when it would be most suitable for Macedonia to make an application to the United Nations for admission. That we discussed at very considerable length. Because the Security Council changes its composition as from the 1st of January, and I was explaining to the President that I thought that it would be easier for the Macedonian application to succeed in January. По падот на Сојузот на комунистите на Југославија, политичките сили во Босна беа поделени по стрикно етнички линии. Председателот беше босански муслиман, премиерот Хрват, а председателот на парламентот Србин. Мултиетничкиот состав на Босна и Херцеговина беше добро познат. Она што беше помалку познато, беше фактот дека во Босна се наоѓаа повеќе од 50% од капацитетите на ЈНА. Сето тоа придонесе босанското раководство повеќекратно да го одложува референдумот за независност. Македонија доцнеше и во врска со воведувањето на својата валута. Реки пари истекоа од Македонија преку печатницата во Топчидар. Кога неколку републики, пред Словенија и Хрватска, веќе ги донесоа соодветните своји политички одлуки за политичко самостојување од тогашната федерација. Меѓутоа, не само тоа, него тие во исто време донесуваа соодветни одлуки, прво со кои што извршат упад во монетарниот систем на тогашна Југославија, што значеше влечење пари од ништо, едноставно се креираа пари само со еден обичен налог и тие се дистрибуира во економијата, што нагло почна да ја зголемува стапката на инфлација во тогашна Југославија. Почна огромни милиарди динари, инфлацијски динари доаѓаат дури од Словенија, од Хрватска, најмногу од Србија како блиско подречје. Од Словенија дури доаѓа преку Албанија динари во вреќи што ги носеле со бродови. И преку Албанија ги носат некаде во некои делови на Македонија. Тие се внесуваат во земјата во смисла да се купува злато, девизи и така натаму, или имот некаков. Македонската влада, посебно за време на Клюсев, не реагираше навреме на тоа прашање. Да се сопрат каналите на истекување на добра и на злато. Преку разни канали во земјава, која ги заменавме сите пари, на крај се пресмета дека тие не биле само 14, туку биле речиси 25 милиарди динари. И тие 25 милиарди динари, значи со 80% поголема сума на пари од потребната во Македонија, нормално беше да имат рефлексија врз порастот на цените во Македонија. Порастот на цените, односно стапката на инфлација, која што, како реков, од сат во сат, не од ден во ден, од месец во месец, од сат во сат се дигаше нагоре, па луѓето брзаа секој сат, ако имат некое динарче во джепот, да го заменат за марки, тогаш беа интересни да купат некоја стока, да купат имот, стан, земја, само да ги заштитат парите од разорнувачкото дејство на инфлацијата во тоа време и од приливот на динари од другите подречја на тогашна Југославија. Граничните премини Богородица и Дојра на македонско-грчката граница наместо таблите со досегашните ознаки СФРЈ се поставени табли со ознака Република Македонија, а на јарболите на овие премини се вее македонското знаме.
Замената на таблите уште повеќе ги вознемири грчките погранични органи, кои го зголемија дискриминаторскиот однос не само кон граѓаните од Македонија, туку и кон своите граѓани, кои се враќаат од Македонија по пат на поништување на македонските вици. Во блокадата кон македонската држава, грците го вмеша и спортот. На 4 март во Атина се одржа мечот помеѓу Белградска Црвена звезда и грчкиот шампион Панатанаикос. Во редовите на Белградска звезда игра и македонската фудбалска звезда Дарко Панчев. Ние отидовме тамо како европски прваци, не пречекаа со многу камери, со многу новинари на аеродромот. И се што се случува е, порано во време на Југославија имаше картончиња кои ги пополнувавме кога влагавме во Грција, нели? И сега јас тоа картонче, кај што имаше една графа пишува националност, македонец ја напишав. Они тоа го сватија како провокација затоа што веќе почнаа чарките помеѓу, нели, Македонија и Грција, нели, сега што ќе биде понатака. И тоа многу нив ги возбуди. Како сега да напишам дека македонец, нели? И мене ме фати инат, викам, ја ќе влезем како македонец тука, другачи не влегувам. Сега они не смеа да не ме пуштат затоа што УЕФА строго ги казнува клубовите ако мешаат политика во спортот. Ево Панчева, браво Дарко Панчев. Кака волеј ударац, али... Има една изрека, вика, храбрите ги прати среќа. Дојде над преварот во среда, се одвиваше кој што се одвиваше, дадов 2 гола, пред полн стадион имаше 70-80 илјади публика. Ја мислам да може сите да пропадне во земја, сите ќе пропадне. Ивич за Михајловиќа, али сам е тамо Дарко Панчев, 1-0 за Црвену звезду. Дарко! Златна копачка Европе, позлатила е сада и Олимписки стадион у Атини. Погледајте још еден пут. Како мало треба велемајстору Дарко Панчеву и сада се осветио. Дарко Панчев за све провокације кои су га снашле овде. Тоа беше страшен шок за нив. Само го памтам тој момент кога заврши над преворот, има на Олимпискиот стадион во Атина има 2 огромни семафора. Верувате ми, семафорите ги исклучија после една минута, пошто на семафорите пишуваше со големи букви 01 Панчев, 02 Панчев. И одма ги исклучија само за да не се чита. Значи тоа беше за нив еден голем пораз, знаете. Вие како македонец сте дошле во среда Атина и ги победувате. Тоа ни нема да го заборават никогаш. Панчев, Југовиќ покуша дупак паса, Панчев 2-0 за Црвену звезду, ово nije видено на Олимписком стадиону у Атини, сигурно не. Какав потез велемајстора Дарка Панчева, погледајте тај гол. Све телевизије света ќе ово приказивати. Од економска гледна точка, воспоставувањето на монетарната сувереност представуваше највидлива манифестација на македонската независност. Тоа беше некаде средината на јануари 1992 година, кога падна одлуката дека треба да се печатат пари. И тоа беше исто така проблем сега, од кај да ја најдеме хартијата. Најблиска фабрика која што можеше да не излези во пресед беше фабриката за хартија Радече во Словенија. Сега, ние бевме таму, имавме начин како да стигнеме, да договориме хартијата да дојди за печатање на парите во Македонија. Прашањето беше сега потешкиот дел како да се таа транспортира. Имавме една ситуација кога на подрачјето на Република Македонија во тоа време се уште беа присутни во поголем обем единици на Југословенската народна армија. Ако ја носиме преку Хрватска, Србија, вамо некој ќе не застане на патот, ќе рече што носите. Носиме хартија за печатање пари и тоа ќе беше многу непријатна ситуација, одно може да ви заплена такво нешто. Па во сите тие ситуации на тешкотија и се јави предизвикот да обезбедиме бродски превоз. Од Словенија преку Порторош, од таа страна, нели Котор, кај беше Котор, мислам, се до Драч, па од Драч да се преземи со камиони, преку Албанија лесно помина камионите, после нормално се транспортира со сета полициска заштита што треба, стигна таму кај што требаше да стигнат по печатницата во Прилеп. На 29 ноември и 1 март во Југословенската република Босна и Херцеговина конечно се одржа референдумот за независност. Неколку недели подоцна почна и војните дејства. Истовремено, во Македонија почна повлекувањето на Југословенската народна армија. Заедно со електричните кабли и санитарните плочки беа откорнати и последните спомени за ЈНА, како символ на братството и единството на југословенските народи. Додека се одржуваше
референдумот, додека се донесе уставот, во Република Македонија постоеше Југословенската армија, она беше присутна и политичките односи беа поприлично напнати. Секојаш беа на едно ниво да избувни некој тежок инцидент кој што може да има мултиплицирани негативни последици. Единствен страв од кој се плашевме дека ќе бидеме нападнати, тоа беше од бивша Југославија. Да не зборувам за тој страв во раните 90, 91, 92 кој беше едноставно на огромно ниво. Февруари 92-та беше подпишан тој историски договор со ЈНА кој овозможи ЈНА да се повлече без конфликти од тука, меѓутоа самиот процес на повлекување кој траеше 2-2,5 месеца беше едно многу тешко доба. Југословенската армија, како што знаете, се повлекуваше со сето оружје, неизино, од Македонија, плюс тоа празнејќи и некои магацини од оружјето на територијалната одбрана, кое што инаку беше платено со републички средства и припаѓаше на територијалната одбрана. Најостар сукоп, кој што беше, така да се каже, со прстот на чкрапецот и кој што може да падна жртви, беше амбицијата на македонската полиција да не го дава еден патролен чамес од Охридското езеро, кој што беше со модерна електроника, кој што имаше екран и можеше со радари да ја следи цела површина. И тука полицијата и армијата беа со калашникови и со цевки еден кон друг. Ние имаме право да остане 7% од целата техника која ја држеше ЈНА. Македонија во таа фаза беше буквално ограбена, актуелната влада, председател, едноставно одеа по линијата на помалиот отпор. И само интервенцијата на Глигоров им соопшти дека мора да ја предаде, бидејќи ниедно задржано оружје од Југословенската армија не може да надомести живот или некои други штети што може Југословенската армија да ги направи. ЈНА си однесе се. Дури го однесе и брашното од резервите. Оти армијата имаше огромни резерви на брашна, орис, на се што е потребно, намирници кои требаат за 15 дена војна. Овде во Македонија имаше околу 315 тенкови и сите си отидоа на север. Само 2 тенка најдовам при Лепската касарна расипани не може да ги носат. Таа жестокост на еден начин можеше да се домисли дури од кога се повлече Југославија, од кога се виде дека практично аеродромот Петровец бил миниран, понатаму во Ѓорче Петров цела касарна исто така минирана, што значи дека навистина се чекаше некоја голема чарка за да напросто се нанесе голема штета. И во таа смисла може сосема оправдано да се каже дека председател Григоров изигра голем позитивна улога околу одржувањето на мирот. Што можеше Македонија во тоа време да прави? Да се самоубие? Не е тоа добро. Замислите да се војуваше во Македонија. Што ќе изгубиме ние? Ќе изгубиме и кадар, луѓе. Ќе изгубиме се што до тогаш сме имале. Економијата практично ќе пропаднеше, финансиите. Долго време ќе ни требаше да се отрезнеме, да се излечеме од тоа. Во тоа време во Југословенската народна армија имаше 3.500 офицери од македонско потекло, од Македонија. И имаше околу 3.500 граѓански лица кои работеа во Југословенската народна армија, македонци од оваа територија. Еден поголем број на офицери и граѓански лица кои останаа по другите републики. Соочени со потребата за формирање на сопствена армија, македонските власти поведоа акција за враќање на македонските офицери во нивната матична земја. Еден од главните организатори беше и Борис Мејковски. Поголем конвој, да го наречам, од 40 кусур 50 старешини, пресеци работеше старешини, покажно комуникации со премиерот Клјусев тогаш, со Мијалков, со Павле Трајанов и така натаму. Дојдовме до заклучок дека треба тоа го направиме со авиони. Тоа го направиме, ако се сеќавате, со авионот Палер со 2 пропелерија што летеше со лавот назад, тоа мене добре дојде, нели? Кога во Мажарска и пренесо луѓето е на ноќ со автобусот Загреб до Мажарска, тие не поседува кај нив никаква документација, мене беа сите тие активности свршени претходно, со одобрение на мажарската влада.
Јас имав кај мене само одреден документ кој што требаше да прикажам на граница, дојдов на граница, го прикажав целото бус товарен у цивилно, луѓето беа облечени, никој пасош нема, ги пуштаат, влегуваат во друга држава со мене. Онда ноќта беше стасан нашиот авион и самите пилоти не знаеват зашто слетуваат во Будимпешта, тоа се држеше во голема тајност да не биде провалено пред се од коси од југословенските служби за безбедност, кои што функционираат и работеа во Република Македонија, нели? И едноставно им кажав дека тие веќе ќе бидат старешина на македонска армија и ќе служат исклучиво за интересите на македонската држава и ќе бранат македонската територија. По повлекувањето на ЈНА дојде до формирање на армијата на Република Македонија или АРМА. Првите регрути дадоа свечена заклетва на 9 мај во касарната Илинден во Скопје. 1992 година, негде март месец во почетокот. Таму беме околу 7 генерали, министрот за одбрана и неколку полковници. Целата таа документација што се однесува за формирање на армија беше излепена во неговиот кабинет. Во неа беше се изложено што мислиме ние, што и треба на Македонија во тој момент. Бидејќи ние формираме држава. Веќе немате кој да ве помага. Не е Југославија тука. Значи, нам ни требаше вооружена сила во почетокот која ќе му дадеше до знаење на околината на било кој да не се дрзнува така лесно да влегува кај нас. Председател Глигоров во тоа време го прифати тоа образложение, ја потпише картата и почна да се ствара таа армија. Господине председателе, во касарната на армијата Република Македонија се е спремно за давање на свечена обрска на првата генерација регрути на армијата Република Македонија. Фала. На огништето изгорено на Југославија ние ствараме нова армија. Јас веќе да те обврзувам дека ќе ја бранам слободата, сувереноста и територијалниот интегритет на Република Македонија. Војници и старешини, здраво! Да живее суверена и независна Република Македонија и нејзината армија. Академик Богоев оствари контакт со академик Илиевски, кој што на некој начин е творец, би рекол, на името Кулнот или Нункото, како се вика старомакедонски, на новото македонско новороденче, балутно новороденче, и тој предложи да се вика денар како резултат, како потекло на некоја парична единица што во античко време постојала на подрачјето од Република Македонија, а носела име денариус, и скратено денар. И веќе тоа сега многу практично решение, затоа што дотогаш имавме динар, сега имаме денар. Разликата е само една буква. Значи, на 26 април 1992 година Македонија дефинитивно монетарно се осамостои, што значи почнал тој ден да гради своја собствена монетарна куќа. Со предложениот закон за парична единица, Република Македонија воведува собствена парична единица што ќе го носи името денар. Имаме задоволство да видите како се тие парични единици печати. Економската криза се почувствува во сите пори на живење и не ја поштеди ни културата. Во Македонија можеш да освириш 3-4 концерти годишно. Не можеш повеќе. Толку е капацитетот на публиката. Така што со затварање на тие граници, мислам, ние осетивме, се разбира, голем проблем. Немавме веќе таков лесен пристап до големите градови, до големите публики, поготово што на тие некои воени и полувоени територии не им беше баш до музика во почетокот на 90-тите години. Жестоките шокови на кои беше изложена Македонија резултираа со натамошен пад на економската активност и пораст на невработеноста. Општествениот производ опадна за 12,5%, а индустриското производство за 15,8%. Невработеноста се зголеми на 22,7%. Пазар од 22 милиона се распаѓа на пазар од 2 милиона. Тоест Македонија станува независна,
Домашниот пазар е 2 милиона, извозот во Србија, во Хрватска, во Словенија, во Босна е извоз во странство. И тоа има веднаш ефекти. Зашто? Сите овие осамостојени земји воведуваат царини. Нема нигде леп. Бев кај Кочураци на училиштето, кај под сато долу, овде, горе тавана, леп нема нигде. Овде сега донесоа 3-4 гајби, другите трите ги однесоа кај автобускана и готово. Дали денеска добивте млеко? Пресно не добивме, само кисело, јогурт и мали јогурчиња. Ја моментално нема нигде млеко. Од Штип ми откажа така да више нема млеко. Така денеска изгледаше состојбата во Скопје, а според информациите што ги добивме, тезгите со млеко останаа празни и во некои други градови. Целосното самостојување на нашава република и заокружувањето на низините државни граници пред царинските служби на републикава поставија сериозни и комплексни задачи. Всушност, со запоседнувањето и отворањето на уште 7 нови гранични премини, се отвори процес ни самостојно работење од царинарниците Скопје, Битола и Гевгелија да го градат царинскиот систем на нашава држава. Именно до остварувањето на чинот на самостојување, царинската служба во републикава беше во рамките на сојузната царина и функционираше како нејзина испостава. На тој начин, не само што средствата се одлева, 92 година летен период беше така нешто јули, 15 јули се објави конкурс во Нова Македонија тогаш за царински работници во царинска управа на РМ. Што тогаш се формираше фактички нова служба во Македонија, царинска управа, а административна од почетокот тоа беше све некаква импровизација со останати документи, образци од бившиот систем. Со почетокот на војната во Босна, во Македонија пристигнаа првите бранови бегалци. Во текот на наредните 4 години, само во Босна ќе загинат околу 200.000 лица. Повеќе од 2 милиона ќе останат без своето огниште. Едноставно може да се рече дека сето она што досега е сторено од страна на Светската организација не беше доволно за да се сопре војната во Босна и Херцеговина. Оттаму и ова најнова резолуција која што настојува да го зајакне притисокот врз Сојузна република Југославија да престанат воените дејствија во Босна и Херцеговина. Забраната за трговија со Србија и Црна Гора имаше тешки последици за Македонија, која 2/3 од својот извоз го пласираше во Србија. Интересно е дека, поради блокадите на нашиот северен и јужен сосед, како и поради спроведувањето на резолуцијата 757 на Обединетите нации, значително се намалува протокот на луѓе и стоки кон овие земји, но затоа пак значително се зголемува на премините кон Бугарија и Албанија. Криза е сега. Се измеша со ова политика. Од кај се снаѓате со месо сега? Сега од пазари. Ево, Бугарија се ваше почна. Ние ќе бидеме страотно погодени. Мислам дека воопшто целиот регион се наоѓа во една економска надолнина и сосема е јасно дека се додека трае војната во Босна и Херцеговина, додека трае блокадата на Сојузна република Југославија, дека практично е разбиена економската целина од која живееше целиот овој регион, особено Македонија. Председателот на Републиката Киро Глигоров го запазна амбасадорот Онил со актуелните состојби во Македонија, а посебно со економската блокада што ја врши Република Грција во нашава земја. Goods that you need are not necessarily coming into this country, but nonetheless there was a package of aid from Edinburgh. I think it was 50 MECU from the European Commission and a matching sum from member states. And that will provide some assistance for Macedonia, but you do nonetheless have problems which come from the interruption in the flow of supply. Она што е особено важно во оваа ситуација е да се отвори протокот од Солунското пристаниште, меѓународната заедница да изврши притисок на Грција да ги почитува тие норми на меѓународната трговија.
ембаргата и злоупотребите на ембаргата кои беа карактеристични во тој период со шверцот на нафта и цигари, шекери, кафе, се живо се шверцуваше. За жал, Македонија како држава не виде никаква привилегија, а поединци видеа многу. Фактички тоа ембарго беше фиктивно ембарго, а сепак поминуваше све. За обиколување на ембаргото се одвиваше во два правца. Значи имаше правец на стока која што доаѓаше од надвор према Србија и стока која што од Србија се пласираше надвор во европските држави. Процедурата одеше на тој начин што стоките, да речеме смрзнатото овоше, доаѓаше во Македонија. Во Македонија се правеше реекспорт и понатаму стоката одеше во западноевропските држави, каде што, за да се покрие ситуацијата дека не е од српско порекло, мораше таа стока да биде пропратена со сертификати за порекло, кои што беа издавани од Стопанската комора. Македонија тогаш имаше рекорден извоз на смрзнато овоше во смисла на малина, капина, вишње и така натака. Меѓутоа, воколку навлезете во докажување, лесно проверливе тој факт. Значи, за тоа овоше да се смрзне или свежо разлади, еве и да го имате овошето, треба да имате фабрика за хладњачи и така натаму, што во тој момент во Македонија ги немаше. Беше тоа гледано низ прсти од сите инволвирани субјекти. Значи, не само од нашата држава, од Србија, околните држави, туку и од, впрочем, и од меѓународната заедница. Продолжи прекинатиот увоз на нафтени деривати преку Мак Петрол, и тоа 1000 тони дизел гориво и 800 тони мазут од Турција и Бугарија. Ние имахме девизни резерви, јас обичајувам да речам така во карикирана форма, колку за еден танкер нафта. А еден танкер нафта не ги задоволуваше потребите ни за 2-3 месеци за гориво на населението, па затоа во сеќавање ќе останат и снимките кога луѓето чекаа во редици за нафта или за бензин на бензинските пумпи. После 1991 година, кога гостите на фестивалот, познатите музичари доаѓаа, тие веќе доаѓаа во една нова држава. Сите тие се разбира дека внимателно ги следеа случувањата со распадот на Југославија, случувањата и со војните, политичките движења, национализмите и така натаму. И доаѓа овде и со големо љубопитство, значи не доаѓа без некаква претходна едукација што се случува на овој простор. Ако оставевме таква стапка на инфлација која што владееше и беснееше во Македонија во март-април 1992 година по 80% месечно, денарот за кратко време ќе изгубеше својата вредност и девалвираше. За да го заштитиме од таквото девалвирачко влијание и застрашувачко влијание од зарастечката инфлација, донесовме така наречена антиинфлацијска програма, ортодоксна, многу тврда антиинфлацијска програма со преземени многу ригидни мерки во областа на фискалната, монетарната политика и во политиката на доходите, замрзнати беа сите плати во тоа време во Република Македонија, за да извршиме притисок врз инфлацијата. Се определува највисокото ниво на цените само за некои основни прехранбени производи. Ке набројам некои од нив. Малопродажната цена на лебот од 600 грама тип 500 ќе изнесува 85 динари. Маслото за јадење од Диамант од 300 динари се сипна на 165 динари. И ги вративме на цената сега што е. И тука што беа муштериите, веднаш се да се потроши. Според инспекторот, тој рече дека владата тоа ќе ги дотира тие разлики, како ќе биде, што ќе биде, не знае. Моментално и набувачот, газдата не ни е тука,
ја го дадов маслото, сега на крај крајха може ја ќе ги дадам од пари. И притисокот таков со примена на таа програма даде ефект. За многу кратко време инфлацијата беше нагло намалена, веќе во мај, па понатам во јуни во 1992 година и од месец во месец таа се намалуваше. Меѓутоа, знаете како некојаш се случуваат некои работи кои што се карактеристика на нашиот менталитет. Некаде во почетокот на август 1992 година еден пратеник предложи, а собранието речиси едногласно прифати да се зголемат платите во Република Македонија за 43%. И тоа беше, јас тоа обичајам да го речам, смртоносен удар на антиинфлацијската програма што ја донесовме во април 1992 година. Тоа беше популистичка одлука, како што низ целиот период се носат популистички мерки кои што не водат сметка за фундаментите на економијата. И таа мерка беше директно, фактички спротивна на антиинфлационата програма, каква таква. Прва подготвена и која што дефинитивно со таквата мерка се подкопа. Малкумина верува дека ќе падне влада. Апсолутно сум сигурен дека ни покојниот Љусев не беше воопшто свесен дека тоа може да го снајде. Баш заради тоа што беше мешана влада и СДСМ и ВМРО, никој од нив немаше јасна доминација, секој од нив сакаше да доминира внатре. ЛДП, Либералната партија, не беше представена, она сакаше појако влијание. Тој склоп на околности доведе до прерано непотребно рушење на една добра замисла. Значи, Македонија не може долго да издржи без да меѓу себе се кара. Мада му беше претходно сугерирано да направи реконструкција на влада, да реконструира 2 или 3 министри. Јас се сеќавам дека пред гласањето за доверба на владата ми кажаа социјалдемократите кој би бил нивниот услов за да ја поддржат владата. Ја отидов кај професор Клисев, му кажав. Викам ова и ова и ова. Вика, нема да гласат против нас. Тоа не го прифати многу така со голема леснотија. Нека се гласа, се изгласа доверба и остана така. Домашните препреки беа многу силни, а именно неискуството кај политичарите, алчноста за моќ, да дојдат на власт, па после ќе видиме што ќе правиме. Од чудни околности беше разрешена и беше избрана нова влада. И тогаш мене ми беше понуден мандатот, со тоа дека ќе имам слобода да изберам, да предложам личности кои што можат во тоа време да одговорат на задачата, на ситуацијата во тоа време, на проблемите во тоа време. Успеавме да формираме големо парламентарно мнозинство. Во него учествуваат речиси сите парламентарни групи, освен парламентарната група или партијата ВМРО-ДПМН, зашто мене исто така ми е жал, бидејќи и таа парламентарна група можеше во овој момент и таа партија да партиципира според поканата и на партијата Социјалдемократскиот сојуз да учествува во формирањето на владата. Во моментот кога СДСМ реши да ја руши владата, ние решивме да ја прифатиме таа иницијатива со многу јасна порака да докажеме дека таа влада не е наша и дека ние не ја поддржуваме таа влада. Значи, тоа беше мотивот. Значи, да докажеме дека владата не е наша. За жал, работите почнаа да се одвиваат поинаку од почетната согласност и поддршка. Но за жал, кога почнав да ја составувам владата, се премина
Кон практика треба да ми се... Треба јас да бидам поштенско сандаче. Овој може, овој треба да биде, оној да биде. Па така широко ветените листи, од кои можам да изберам соодветни кандидати за состав на владата, беа мощно стеснети. Од една страна поради сваќањата дека предложените кандидати треба да им бидат максимално лојални на партиите, чита и на партиските раководства. Од друга страна поради тоа што некои кадри не сакаат да прифатат ваков вид одговорност. Но сепак првата причина беше пресудна за стеснетиот избор. Затоа на некои од учесниците во коалицијата им беше најважно дали ќе имаат контрола над Министерството за внатрешни работи, на други над Министерството за правосудство и управа, на ресорите каде што се делат во наводници пари или се делат функции во органите на управата и пошироко. Некои веројатно беа под влијание на други, некои веројатно мислеа дека ставовите на другите им се поблиски, не моите ставови. Јас не сакам да бидам човек за еднократна употреба од било кого и од било која партија. Можам свесно да прифатам да бидам употребен еднократно, но само ако е тоа во интерес на Републиката. Си дојде СДСМ, тазе формиран, веќе значи не е СКМ ПДП, го избркаа лидеров Гошев, Бранко Црвенковски си ја превзема без избори власта. Новата влада и владите после неја, колку мене ме држи сеќавањето, не утврдија никакви владини програми, државни програми за развој на стопанството. Сите сме гости на овој свет, мој живот лажове, се враќа, се плаќа, не заборава. Може би опасноста во која тогаш живеевме предизвика така една за мене комплетно едно неразбирање на поведението на луѓето. Мислам дека никогаш порано во тие опасни години не сум видел толку безгрижни луѓе по кафеа, ни по млади луѓе, дрога, не знам што све немаше во мојот влез доле. Сега сме постегнати, малку подобро е. Но дали се тогаш тие времиња и таа распојасеност, распуштеност се забележуваше во политиката, страшен цинизам, просто неиздржлив. И така,